Новиот систем на социјална заштита што неодамна ги промовираше Министерството за труд и социјална политика треба да почне да се применува од 1 јануари наредната година. Реформата предвидува 4-члено семејство со едно работонеспособно лице да добива 11.700 денари, а семејство со двајца возрасни и 2 деца 10.600 денари. Тогаш беше најавено дека за повеќе од 70% на корисниците на социјална помош зголемувањето е повеќе од 300% или 3 пати повеќе од тоа што го добиваат сега. Зголемувањето на социјалната парична помош се воведува преку минимален гарантиран приход. Целта е да се усогласи паричниот надоместок што го дава државата со потребите на граѓаните, за да им се помогне побрзо и полесно да излезат од сиромаштија. Со олеснувањето на пристапот до детскиот додаток, ова право ќе можат да го остварат 73.500 деца, за разлика од сега кога детски додаток примаат 3.200 деца, а додатокот за образование ќе им биде достапен на 64.316 деца, за разлика од сега кога го добиваат 3.800. Министерката Царовска смета дека зголемувањето на социјалната парична помош или така наречен гарантиран минимален приход може да ги деактивира лицата од пазарот на труд со оглед на тоа што сега минималната плата е околу 12.000 денари, затоа што сега со реформата се овозможува семејство во кое има приходи од само една таква плата да добива и детски додаток и додаток за образование, со што вкупно ќе има околу 5.000 денари поголеми примања отколку оние со минимален гарантиран приход. Како заштитна мерка планирано е и доколку тие што ќе бидат преквалификувани и доквалификувани согласно пазарот на труд, 2 пати одбијат понудена работа, да го изгубат правото на гарантиран минимален приход. За спроведување на овие реформи за идната година се издвоени 2,2 милијарди денари, а сите заинтересирани можат да го погледнат законското решение, на кое сите заинтересирани да дадат своји забелешки и предлози до 27 октомври.